Со света божествена литургија и на ден пред празникот со вечерна богослужба во Лесновскиот манастир, како и во другите храмови во Македонија, беше одбележан големиот празник на раѓањето на Пресвета Богородица. Во православието овој празник е многу значаен, бидејќи со раѓањето на Пресветата Дева започнува и спасението на верните. Голем број верници и од Кучани и од целиот исток присуствуваа на литургијата, што во повод празникот се одржа во Лесновскиот манастир, бидејќи од годините останало дека овој празник е слава на селото Лесново и на манастирот. Игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, и годинава задоволен од посетеноста на манастирот по повод празникот. Се радувам што и оваа година не само што има многу посетеност така од ширум Македонија, од сите општини така, имавме и мора да кажам дека и претходниот ден имавме многу голема посетеност од помладата популација, повеќето што во последните така 15-20 години мислам дека вчера беше најпосетен, што ме радува исто така. Меѓутоа ме радува што и денеска се делумно така, мора да кажам, не целосно, меѓутоа делумно и оние кои што доаѓаат верници така се многу помирни така, многу попримерни и многу подисциплинирани така и во храмот така и на поклонувањето и на самата света богослужба. Значи денеска секако православните христијански празници ги прославуваме најнапред и најглавно со светата литургија, која што ја започнавме во 8 часот така, па подосна по светата литургија така го пресековме Славскиот колач и сите оние колачи така кои што верниците така ги донесоа да ги принесат на Мајката Божја. Игуменот Дамаскин во беседата на празникот, освен за раѓањето на Пресвета Богородица, зборуваше и потсети за тоа каков треба да биде односот на верниците кон Мајката Божја и што всушност Бог бара од нас. Мајката Божја прославуваме секојдневно со многу црковни химни така, со многу песни, особено на нејзините големи празници кога се. Меѓутоа, таа најмногу се радува кога ние се трудиме да живееме православно, односно кога се трудиме да го исполнуваме Евангелието и заповедите на незиниот Син Господи Исус Христос, и тогаш уште поусредно се моли за нас, уште поусредно се застапува пред престолот Божји, значи за сите оние кои што со искрена вера, со скрушено срце, со покаяние и со примерен живот во црквата така и се обраќаат и барат од неа молитвено застапништво. По литургијата беше пресечен и Славскиот колач и останатите колачи кои што ги беа донеле верниците во знак на почит кон Богородица, а за време на посетата на манастирот, верниците кои што беа дојдени од сите краеви на земјата имаа можност и да се поклонат на светите мошти на новопрогласениот светител Гаврил епископ од Велички.